Институтот за социологија одбележува 50 години постоење. Разговараме со професор Ило Трајковски, тој е раководител на Институтот за социологија. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Како се сеќавате на почетоците на Институтот за социологија со оглед на тоа дека ќе ве навратам во студентските денови? Секако убави денови, младоста си носи свое. Институтот почна да работи 1975 година, а јас се запишев како студент на тие студии 79-80 година учебната. Добро, во раните години на институтот. Да, 4 години пред тоа, 4 генерации има запишано. Како се сеќавам, се разбира, полна, освен јас лично, туку целиот институт, луѓето кои што беа таму, но и моите колеги од претходните генерации, еден голем ентузијазам. Знаете, тоа е сепак време во Македонија, во тогашна Југославија, на просперитет, на визија дека нешто се прави големо. Тогаш е отворен мојот институт за социологија, почна со работа и 1-2 години пред тоа институтот за психологија. Значи има така еден голем интерес да се студираат овие науки, но исто така и релевантните општествени фактори имале потреба од тој тип на знаења, ресурси за справување со некои општествени предизвици во тоа време. Кој беше најголем предизвик на институтот во тоа време? Ако велите дека имаше голема заинтересираност, можеби сега е еден од предизвиците за заинтересираноста на институтот? Сега да речам, знаете, денеска, можеби подоцна ќе дојдеме на тоа прашање, денеска е значително намален бројот на студентите на мојот институт, на мојот факултет, на мојот универзитет, на сите универзитети во Македонија, бидејќи демографски Македонија поминува такви процеси. Тогаш бил друг проблемот. Тогаш бил проблемот на големиот број на студенти. Јас бев во генерација која бевме 240 студенти запишани. Значи, на УКИМ тогаш, на Универзитетот Свети Кирил Методи, како единствен, мислам, најголем универзитет тогаш, и се уште, се запишуваа по 30-4 студенти во генерација. Сега 15.000 број генерацијата на матуранти што излегуваат тоа. Значи, предизвикот бил да се обезбедат соодветни материјали за толков број на студенти. Дај Боже да ви се врати тој предизвик повторно. Јас мислам дека тоа не е најдобро. Мислам да се врати ентузијазмот од Македонија да има демографски, како да кажам, позитивни трендови, тоа секој посакува, но тоа се неостварливи работи. Треба да бидеме рационални, разумни и да ги следиме трендовите што се случуваат. Како се менуваше улогата на институтот во општеството низ годините? Па да, првичните предизвици на мисијата била да обезбеди наставен кадар, наставници по социологија во тој период и други предмети од општествената сфера кои што биле изучувани во нашите средни училишта пред се, значи главно образовната дејност, но со текот на времето институтот, како да кажам, почнува да одговара на барањата за истражувања, но исто така се шири еден простор во областа на медиумите. Новинарските куќи се повеќе побарува социолошки мислења, експертизи, така да од една најмногу образовна наставна институција тој постепено преснуваше во истражувачка институција и истовремено институција која што го издвојуваше своето место во рамките на јавниот простор во Македонија. Каква беше социолошката сцена во Македонија тогаш? Сега социолошката сцена е полна со предизвици, па медиумските работници малку повеќе ве бараат од било кога. Како беше тогаш? Јована, јас мислам дека сега овие, особено последните 5-6 години, побарувачката за социолошка експертиза од страна на медиумите е помала. Некако како да социјалните медиуми ја задоволуваат таа потреба, вештачката интелигенција одговара на многу прашања. Тогаш социолошката сцена беше, како да кажам, поприлично разиграна. Меѓу другото, институтот е формиран, почна да работи 75-та година, а 10 години пред тоа се формира Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. Значи, се регрутираат кадри, главно не социолози. Тоа се и кај нас на институтот доаѓаат колеги кои што се пред се со филозофско образование, некои со политички науки, со економија исто така. Така дава една по можеби разиграна имагинација социолошка отколку што само вака да се држиме до. Па добро, во суштина така и треба да биде за да може да одговори на социолошкиот предизвик. Се согласувам. Да. Какви промени
трпеше ова под наводници, се случуваше во наставниот процес, следејќи ги, велите, светските трендови? Па да, ако кажав дека на почетокот беше главно наставата на образованието, главниот предизвик, и се подпиравме главно на учебници, напишани главно на тогашниот српско-хрватски јазик, бидејќи Македонија во тој момент немаше доволно продукција на социолошки учебници, книги, монографии на македонски јазик. Постепено тоа се, како да кажам, надмина, веќе се дораснавме до таму да создаваме на свој јазик. Истовремено, следејќи го развојот на техниката, технологијата, почнавме да применуваме понови технолошки инструменти, средства во наставата. Се разбира, со падот на бројот на студентите можевме да се повеќе фокусираме на работата со студентите. Истовремено растеше и бројот на наставниот кадар. Во мојот институт најдобрата година е 2000 година, кога стигнавме 16 луѓе, а почна со тројца. Може да замислите, тројца наставници и двајца асистенти. 2000 стигнува до 16 луѓе. А како е сега? Денеска се враќаме на 1975 година. Не, во овој момент сме повеќе, меѓутоа за две години уште двајца колеги одат во пензија и ќе се сведиме повторно на истата бројка од пред 1975 година, со тоа што сега е значително променета општествената сцена и барањата за социологија. Во тој период формирањето на Институтот на социологија во Македонија е еден тренд кој што се случува во другите републики од Југославија и во Европа исто така. Да. Велам, има порасна потреба од тие кадри. И ја имате она идеја за општеството како една усогласена единица, целина. И нормално се науката која што дава знаење за тоа како да се усогласуваат одделните општествени системи се афирмира. Денеска живееме во време кога таа идеја за општеството некако ни бега низ прсти, останува само единката со ништо не поврзана, со нејзиниот личен, приватен интерес и со така многу прагматични релации. Така да во тој поглед имаме сосема други предизвици. И како што споменав, дигитализацијата модерното време си го прави човекот секогаш ќе биде друштвено суштество. Дали со една технологија ќе применува или друга ќе применува, луѓето меѓу себе ќе се поврзуваат, ќе се здружуваат во помали или поголеми групи. Социологијата ги проучува законите на здружувањето. Така да останува нејзиниот предмет на проучување, ново дадените нови поинакви околности. Добро, мора да ве прашам затоа што е голем придонесот. Каков е придонесот на Институтот за социологија на државата? Да, институтот е јавна институција, тој е формиран во рамките на Филозофскиот факултет. Филозофскиот факултет е во рамките на Универзитетот Свети Кирил Методит. Негов основач е Собранието на Република Македонија и се разбира секогаш има таа општествена одговорност. Институтот, освен што ги задоволува тие функции кои што требаше да ги прави, да образува кадар, да нуди истражувачки сознанија така за потребите, истовремено работеше на овие, да речем, задоволување на потребите во другите области на јавниот живот, но исто така значително придонесе за афирмација на македонската интелектуална сцена на интернационално ниво. Институтот има одлични релации со повеќе институции од Европа, склучени Еразмус програми во кои што нашите студенти можат да стекнат сознанија, знаења за социологијата и Добро, значи сега се и поинакви можностите за идните студенти. Секако, ако се навраќаме и некогаш, да, ќе ве прашам за најдрагоцено искуство како раководител на институтот, но и претходно. Па добро, јас тука сум веќе 40 на години. Најдрагоценото искуство е тоа што можев и јас да се развивам како професионалец, како човек, во убава средина, не биле секогаш нормално во 40 години секогаш има различни ситуации, но генерално е едно убаво искуство кое што не ме разликува мене од колегите кои што студирале на други институти. За кратко, јас имав среќата 86 година да отидам на студиски престој во Arizona State University. Моето ниво на социолошките знаења во тој период, иако во Југославија, во Македонија, беше на исто ниво со колегите кои што доаѓаа од другите европски земји. Доказ беше тоа што професор Џорџ Томас ми помоли да бидам негов research асистент, не на некој друг.
Значи, сме имале можност и во Македонија, со тие наши професори кои што тогаш го основаат институтот, да стекнеме квалитетни знаења и тоа е навистина голямо задоволство, кој ќе видиш дека можеш и овде да се направиш добар професионалец, кој што ќе биде почитуван и надвор. Ева, во контекст на ова, што им препорачувате на идните генерации социолози? На оние кои што сега може би се запишаа на катедрата? Да мислат, да размислуваат за предизвиците со кои што се соочуваат, да не попаѓаат на здраворазумските представи за социјалниот живот, за друштвениот живот на луѓето. Сакате да кажете да бидат реални? Да бидат не да бидат реални. Овде, мислам, денеска имаме проблем. Да си ги сватиме желбите и можностите. Утре ни почнува конференција која ќе е посветена на современи перспективи на нормалноста како концепт и феномен. Овде стана ненормално да бидеш нормален. Јас би им препорачал на новите генерации да бидат ненормални, да го бараат нормалното. Затоа што времињата се такви, велам, премногу има влијание на медиумите сега и во голема мерка негативно. Живееме во време на фейк ньюс, во време на фабрикувани вистини, така таму, и луѓето се навистина збунети што е реално, што е вистинско, што е реалност, да речеме. Да. Ви живееме во време на така наречена поствистина. Во препознавањето, мислам дека најмногу во препознавањето на невистината од вистината. Поради толку и тоа е еден голем предизвик. Да, како да се постигне тоа, и затоа се потребни овој тип на институции кои што ќе ги промислуваат, анализираат процесите објективно, со научна апаратура, да не потпаѓаме на комерцијализацијата, да не потпаѓаме на влијанието на мотивите за владење, за управување и така. Ви благодарам, професоре. Ви благодарам и вам за посакувам дека ви е вечен и убав јубилеот и уште многу такви да прославувате и идни генерации кои што ќе ги полнат факултетот, ќе ги полнат амфитеатрите, пак имате еден друг предизвик. Ви благодарам. Да. Се надевам дека ќе биде тоа. Дека повторно ќе дојде. Продолжуваме на